Во општина Виница за 4 години се инвестирани над 50 милиони евра во изградба на улици, водоводни и канализациони мрежи, реновирани се училиштата и детските градинки, а до повеќе села изградена и патната инфраструктура. Градоначалникот на општина Виница Емил Дончев во својот денешен отчет пред граѓаните потенцираше дека еден од главните приоритети на локалната власт е економскиот развој, зашто општината ја изгради и комплетната инфраструктура во новата индустријска зона, каде што се продадени 11 градежни парцели за изградба на стопански објекти. И веќе овде функционираат неколку стопански субјекти. На оваа стопанска мала индустријска зона комплетно ја изградивме инфраструктурата, односно изведен е водоводен систем, канализациона мрежа, атмосферска канализација и се асфалтираше главната улица во индустријската зона. Во Виничките основни училишта, но и детската градинка се инвестираше со цел да станат енергетски ефикасни објекти, нивното парно греење на пелети. Донче вели дека за младите се изградени 2 тениски игралишта во Виница и едно повеќонаменско игралиште во село Истибања. А во делот на комуналната сфера Донче вели дека го решиле и еден од неголемите проблеми со атмосферската канализација. Лани е завршен овој проект на улиците Линденска и Браќа Миладиновци, а годинава продолжува втората фаза од проектот. Се реконструираше и мостот на Градечка река и мостот кај село Лаки, а работивме и изградивме делови од канализациони мрежи во селата Лески, Градец и Истибања. Направивме реконструкција на водоводната мрежа во градот, 3971 метар, така да во тек е и последната фаза од реконструкција на водоводниот систем во општина Виница и за многу кратко време општината ќе има целосно реконструирана водоводна мрежа, односно замена на азбестните цевки со полиетиленски. Дончев забележа дека направена е реконструкција на водоводната мрежа во село Блатец. Инвестиции во делот на водоснабдувањето има и во селото Грлани. Со фотоволтаични панели за автоматско хлорирање на водата го подобруваме квалитетот на водоснабдувањето во населените места. Обновен е и возниот парк на јавното комунално претпријатие Солидарност со 2 нови возила за собирање на отпад. Изградивме и место за рекреација и забава, кој го нарековме Виниленд кај стариот парк. Виница направи измени на генералниот урбанистички план, изгради и градска капела. Во изминатите години Дончев вели дека како општина ги поддржуваат и познатите винички културни манифестации Ин Виница Веритас и Истибањско здравоживо. А за да се привлечат туристи од земјава и од странство, смета дека ќе има придонес и теракотата која се најде на банкнотата од 200 денари. Донче смета дека годинава од општинскиот буџет кој изнесува 2 милиони евра, ќе се реализира и еден од капиталните проекти за градот, а тоа е изградба на затворен градски пазар, но и изградба на водоводна канализациона мрежа и патна инфраструктура во сите населени места во општина Виница.